Како? Види, еве како може да се решат. Види. Како да се решат? Во Гостивар, на пример, имаш во самиот центар, имаш еден партизан, споменик на еден партизан од Втората светска војна, за кој албанците имаат многу го споруваат, за многу работи го споруваат за Втората светска војна. Немојте да влегувате у тоа, влегувате на многу опасна територија. Согласувањето на независна држава Албанија по капитулацијата на Италија. Чекај малце. И етничкото чистење на македонците во Западна Македонија многу е опасна тема. Ама ве слушав. Ја ве слушав. Ќе ве сослушам јас. Ама многу е опасна територија. Етничкото чистење на македонците во Западна Македонија во време на Втората светска војна. Па не се враќаме во историја. Враќаме, еве ви спомнувам. Оно што не знае историјата е осуден да повторува. Дали може Советот на општина Гостивар да се програма за култура. Мора според Бадинтер и советниците македонци, турци и другите да се согласат со тоа. Не може да отварат албанците ни едно прашање на општинско ниво. Општините се блокирани. Блокирани се, не можат ништо да преземат. Се залагате легалистички да се реши, така? Да, апсолутно. Па тогаш треба да се срушат дивите споменици. Чекај мал, сега, ако ме слушате, ја ве слушам. Ајде, нема проблем. По однос на Македонија и на албанците. Албанците не се тука дојденци и не се осеќаат дека се дојдени од некоја друга земја. Има две држави албански, Албанија и Македонија, но ние се осеќаме дека сме тука стари. За староседелците секоја чест. Колку е процент од 1950 на староседелци? Можеме да се вратиме и порано, ќе видиме дека има некои други. Колку албанци имало во 950 во градот? Имало секогаш биле мнозинство. Механичкиот прилив вие го изедначувате со староседелство. Што може да се отвори и Скопје како било порано. Треба. Не би сакало треба. Само за жал нема нити новинари, нити научници што го отвораат тоа. Не. Затоа што не е конјунктурно прашањето и опасно е.